вечер и добро ни дојдовте. Жени лидери историјата бележи уште пред нашата ера. Од Шатшепсут, жената фараон, до Елизабета II, Индира Ганди. Има јадници години временска дискрепанца, но сепак мажите се позастапени на лидерските позиции. Зошто е тоа така? Се работи за дискриминација или кај нас колку имаме жени лидери или колку имаат жените предиспозиции да бидат лидери? Имаме ли соодветно училиште кој ќе им помогне да си го трасираат патот токму да станат тоа, жени лидери? На оваа тема вечерва во Тунел со моите гости кои топло ќе ги поздравам и ќе ги поканам да ми се придружат. Христина Христова, добро вечер и добро ни дојдовте. Софија Стојанова, повелете. Нела Јолевска, добро вечер и за вас. Браво, повелете. Натура Осако, ќе ве поздравам и вас и ќе ве поканам да ни се придружите како и се разбирале. Дора Вилијамс, добро вечер. Hello, welcome in Tunnel. Thank you. Убавина, дами. Не е премногу феминистички, нели? Добро вечер и добро ни дојдовте. Ќе го поздравам, еве, да не биде дека сме навистина феминистички расположени премногу. Родителот на Софија, господинот Горан Стојанов, добро вечер и за вас. Вие ќе ни правите друштво во одреден дел од емисијата. Добро вечер, Мило Кимил. Жени лидери е интересно и провокативно, морам да признам. Добивте идеја да направите токму здружение, односно тоа постои како такво, Glow, и се разбира вие со оно што го работите, Нела, во вашата IQ организација, да сето тоа заедно си ги спои силите и еве да се работи токму на ова поле или едноставно барањето, трагањето и правењето жени лидери. Токму така, фактот дека во светот постојат можеби околу 4% жени кои што се на некакви водечки позиции или едноставно имаат функција со која што носат позади себе нови идеи, ги прават да бидат реални, креират. Поентата на Glow проектот е како во светот, така и во Македонија да се зголеми и да се разбуди свеста кај жените, пред се кај девојчињата кои што се на возраст од 13 до 18 години и да се развиваат нивните капацитети, едноставно да им се помогне да се ослободат, да бидат спонтани, да се она што можат да бидат во животот. Имаме тука една екипа на луѓе кои што сериозно вечерва ќе придонесат и ќе кажат секој поединечно што све има. Ледора Вилијамс е представник од Peace Corps и сега ќе подобјасниме малку за тоа што е впрочем Peace Corps. What is actually Peace Corps? The Peace Corps is an American organization and we have volunteers all around the world. And one of the places is here, Macedonia. In my group, I am group number 17 here in Macedonia, and there are 36 of us here. And we are here to help the country in any way that we can, whether it's through teaching, working with NGOs, working with girls in leadership. We're just here to serve and help. So. Мора да го запазиме редот на тура, тоа е да се преведи, ако се разбравме јас и Ледора Вилијамс. Верувам и поголем дел од гледачите, но накуса? Јас значи сум студент сега, почнувам прва година во American College за архитектура и обожавав да бидам дел од Camp. Само накуса да раскажеме што ни кажа Ледора Вилијамс. Спомена дека се овде и ќе ви помогнам со групата која е 17-та поред секаде во светот се присутни и работат со нивните волонтери да едноставно помогнат во градењето на жени лидери на секаде во светот, па и кај нас. Тоа. Тоа би било тоа. Да. Вие се представивте веќе, а јас со име и презиме представив, но вашата конкретна функција во сето ова? Па јас бев каунслер на Camp Glow, така се вика, значи мојот пост и јас тој беше мојот дел во проектот да помогнам што повеќе во групата која беше моја и беше многу убаво, мислам, така експериенца што никогаш нема да ја заборавам и многу сум среќна дека сум дел од Camp Glow. Христина Христова, вие работите на координација, што вела дека една сте од многу гласните таму и многу важните, бидејќи сепак се работи за нешто што треба да го покренете, машинерија, и треба да се работи интензивно и навистина потребна енергија да се даде во сето тоа. Па, да бидам искрена, не ми беше во план да работам на координирање, но ме повика како една од долгогодишните присутни на камп. Значи, координацијава последна излезе како 6-та година од моето искуство. Почнав како што е Софија, како кампер и завршив таму кај што сум. Координацијата беше пред се големо искуство, беше предизвикувачки, бидејќи требаше да се организирам со последна година на факултет и на моите студии. И со тоа работата не е толку
страшна како што звучи, нешто да координираш, бидејќи пред се имам помош од плюс уште 6 луѓе, што многу ми значи. Како првично искуство, морам да признам дека тие ја завршија поголемиот дел од работата, но сепак бев овде јас да помогнам. Следната година повторно ќе бидам на истата позиција и ќе се потрудам да дадам поголем дел од мене, сега како човек со поголемо искуство. Кои се впрочем обврските? Што координирате? Обврските значи се поделени на 3 позиции на координирање. Двајца работат во поглед на финансиите, значи распишување на гранти, добивање на сите тие пари што не следуваат за да го организираме сето ова. Другите работат на регрутирање на кампери, целиот тој процес на интервјуа, на апликации и на сите тие други ствари. Мојот дел се состои во тоа, значи да се направи распоред на сите часови активности што се случуваат таа недела дена, да се изберат луѓето од став кои ќе работат со нас. Пред се тие мора да бидат доволно спремни да го направат тоа и ги бираме според тоа како се тие покажале во претходното нивно присуство. Другите работи се технички, се работи на организирање исто така на еднодневен тренинг кој се случува на средина на годината, некаде во март. Значи се друго е техничка дел, значи да одбереме место каде што ќе се случува кампот, да договориме со тоа место, значи да обезбедиме храна, да обезбедиме пијалоци, да обезбедиме се што е од техничкиот дел на кампот. Ајде ќе се вратиме со разговор за тоа како изгледа тој камп, што се случува, која е поентата и колку трае временски. Во зародише ова практично нели идеја, колку точно време нела ова се случува кај нас? 17 години. Може би ова е еден од најдолгите проекти со трајање кај нас во нашата држава, со оглед на... Но сте убедени цврсто дека ќе излезат жени лидери? Излегуваат. Сите тие девојки кои што го имаат поминато кампот, во одредени сегменти во животот се повикуваат на искуството и знаењето што го имаат стекнато на кампусот. Че тоа не е некоја обврска со која што ние пред огледало стануваме секој ден ги повторуваме научените лекции. Не, тоа се вештини кои што ги стекнуваме, со кои што сме набилдани како да бидеме поуспешни, посамоуверени, посвои и да бидеме автентични на она што вистински можеме да правиме од себе во животот, значи на секое можно поле. Овој проект е навистина за големо поздравување. Јас би апелирала до родителите и до младите девојки во Македонија се повеќе да се информираат за овој проект, затоа што сега пред нова година ќе заврши процесот на апликација, што значи дека ќе има еден понатаму процес на селекција на тие девојки за исполнување на критериуми кои што се валидни за нивното Кои се тие критериуми? Па, дефинитивно станува збор за нивно лично интересирање, дали на вистина сакаат да направат нешто посебно од себе во животот, на кој начин се гледаат себе си, дали се гледаат како некој што следи или некој кој што води. Кои се нивните конкретни интереси во животот, кои се нивните способности, дали се навистина спремни сите тие способности да ги кажуваат само или преку акција, преку стекнување на работно искуство, вежбање, горење, печење низ животот, значи да ги направат во нешто што ќе биде нивен животен стил, нивна лична карта. Еве Софија Стојанова не е овде пример од оние девојки кои посетуваат ваков кампус и се разбира со идеја да стане еден ден, претпоставувам, жена лидер. Така тргна сето тоа или како тргна, Софија? Вие имате конкретно колку години? Па сега сум прва година средно, значи 15 години. Од каде идејата? Па веќе 8 година одам на курс по англиски јазик и имам карактер, значи сакам да помагам на луѓето, сакам да бидам лидер, сакам да го променам светот. И сакам да си го напредам англискиот секако. И кога разбрав еден ден во училиште дека постои организација како што е GLOW, значи Girls Leading Our World или девојчињата го водат светот, добив едноставно желба да се пријавам, аплицирав преку интернет и после месец дена ми се јави волонтерот од Американскиот мировен корпус, бев на интервју и така бев селектирана. Што очекувате да добиете од ова? Што очекувам? Очекувам да се бидам надоградена како личност, да сторам нешто за останатиот свет
Имате ли примери на жени кои едноставно ви се вашиот рол модел кој сакате да го следите во животот? Претпоставам дека во оваа проблематика треба и може е убаво да си има некаков пример на жена која повеќе потикнува кај вас желба да бидете нешто слично, да извадите максимум од себе затоа што таа и таа жена направила нешто повеќе. Покрено е порив кој сите ние жените помалку си го имаме во себе, дека треба да се докажеме и се докажуваме постојано дека сме еднакво добри колку и мажите, дека во одредени сегменти и ситуации во животот можеби сме и подобри. Па конкретно немам некој посебен идол, но бидејќи ја сакам Финска као држава, ми се допаѓа културата и ми се допаѓа фактот дека во 2007 година дури 60% од луѓето во владата во Финска биле жени. Исто така мислам дека во 1999-та имало повеќе жени лидери од колку мажи во Шведска. Ја сакам мајка Тереза, нормално. Ја сакам хуманоста и тоа е се. Сигурни сте дека може да бидете жена лидер? Би ве разочарало ли ако добиете повратна информација од тимот кој работи со вас и така натаму да ви каже дека можеби и не сте во животот предодредени да бидете жена лидер? Подготвени сте на таков, ако можам така да се изразам, удар кој би го добиле? Дали тоа би ве испровоцирало да се докажете дека сте за жена лидер или едноставно ќе ве повлече назад во... Цврсто верувам во себе и знам дека јас сум тоа што сум, така да не, ништо не може ме спречи. Тато на кого е Софија вака? Па да не се навреда мама, ма ја мислам дека е на тато каде. Родителите го чуваат грбот на децата. Вие овде и метафорички кажано, но еве така сте и поставени да бидете денес овде со Софија, но претпоставам сте поддршка во оваа нејзина животна одлука да си го трасира патот да стане жена лидер еден ден. Дали вие имавте некаква улога во одлуката да го следи овој кампус? Дали можеби е ова одраз на, како велат родителите, си ги реализираат неизреализираните желби, идеи, цели преку децата? Па не, идејата за тој кампов е лично неизина, значи поддршка од мене у секоја доба за се нешто имам, особено кога ми раскажа дека тоа така и така, дека таква работа е, мене многу ми се допадна. Поготово познавајќи ја Софија, значи горда особа, јас сум горд пред се на Софија зашто е таква. Секогаш тоа што ти го замисля, значи сака да го оствари, да го направи. И се бори. Се бори, страшно. И мене многу ми е мило така да и дозволив да отиде таму. После тоа видов дека не сум сгрешнал што отиде на таму. Значи има некоја блага промена во однос на однесувањето. Така. Сте од оние родители кои би му кажале на своето дете ако носи некои одлуки кои верувате со кои не може да се носи во животот? Да, сакам да бидам ова и ова, но вие верувате или гледате дека можеби вашето дете не би можело тоа да го стори? Да, јас секогаш искрено разговарам со ќерка ми, значи. Имаме многу убави односи и контакти. И се би можел да кажам, само што ја не верувам дека нешто нема да може, ако само цврсто ако сака, сигурно дека ќе може да направи. Која е вашата желба за иднината на Софија? Онака нескромно, искрено. Па ете, не мора повеќе, барем на Македонија премиерка може да стане премиер. Ќе се видиме за неколку години. Ледора, ние се извинуваме вака што еве се подразбируваме малку потешко, ама ќе се разбереме. Зошто во светот, кога се финансиите во прашање, малку потешко оди позицијата да има жена лидер да биде на таа позиција? Кристан Лепард се викаше така некако ми се чини на ММФ во моментов, да? Една од ретките ми се чини која дошла на таа позиција и редок е бројот на жени кои се ставаат на такви видни места, би рекла јас. Особено финансиите кога се во прашање, многу ме интересира мислењето и на Ледора Вилијамс. Well, I think not necessarily so much about finance, but even in general, I think it takes a lot of confidence to be a woman leader, regardless of what field you're in, finance, communication, in media, or even politics. So I think sometimes like girls have some issues, some self-esteem, and I think that may be a reason why there may be a lack of women leaders in, like I said, regardless of whatever field there is. With regards to finance, I think women are just as capable as men, and once they have the know-how and the skills and the self-confidence, they can do whatever they want to do. So
not sure if that sufficiently answers your question, but Па во принцип може Натура да ни преведеш ако сакаш. Конкретно значи зборува за фактот дека жените се способни ако работат кон нешто да направат се. Тоа дали зборува за финансиски одреди или нешто друго, тоа не разликува, значи ако си жена тоа не значи дека е потешко, само треба да се работи кон тоа. Нела, верувате во тоа дека се прави сепак? Само ме претркавте, не можам да прекјутам, јас на врв на јазик ми е идејата, мислата. Јас лично проценувам дека воопшто не станува збор за неспособност, него станува збор за предрасуди. Станува збор за желба да излезиш од рамките на стравот за да превземеш одговорност. Страв од успех, можеби. Мислам дека дури жените имаат поголеми предиспозиции да работат со финанси, веќе ако зборуваме за тоа конкретно. Да. Не сум направила точно истражување, но ме инспириравте да направам ново истражување по тоа. Сигурна сум дека секоја жена кога ќе погледне длабоко во себе, кога ќе се опушти во делот на размислувањето на околината, значи барањето на поддршка, климање на глава од сите околу неа, кога ќе стане свесна на своите вредности, на својата сила, на нејзиниот личен капацитет. Значи, зборувам за градење на еден вредносен систем сам пред себе, на спознавање на сопствените капацитети. Значи, независно дали сме растени со финансиска поддршка или сме израстени во фамилија кај што има финансиски проблеми или во било кој дел од светот, дали се родил некој во Македонија, дали се родил во Америка, дали во Финска, Данска, Јапонија, значи тотално го ставам тоа на страна. Верувам дека опуштеноста сам пред себе, дека можеш да се потприш на себе, животот да го водиш со сопственото кормило и сам да го управуваш, не да си зависник од секојаш дека треба да те поддржува мажот или родителите или околината. Верувам дека тогаш би креирале со таква насоченост на размислување генерации млади девојки, дополнително жени лидери. Ова не се однесува само на млади девојки, на жени, ова воопшто се однесува на секој човек. Така. Општо, значи какви сме ние луѓето. И тогаш би го давале дефинитивно најдоброто од себе. Тогаш навистина би имале храброст, би го виделе тоа во себе, дека може да креираме нови работи, не мора само да ги следиме другите. За жал, капацитетот на избор на луѓе кои работат и кои се надоградуваат на некој начин во текот на програмата на кампот е лимитиран. Значи станува збор за 35 луѓе кои се поделени. Значи дел од нив се представници на мировниот корпус, дел од нив се представници од Македонија. Ние работиме со 80 девојчиња кои доаѓаат како во улога на кампери. 80. Од тие 80 ние имаме околу максимум 10 места слободни кои треба да бидат пополнети за наредната година. Имаме апликации кои се пуштаат во текот на кампот, исто така и полесна онлайн за да можат тие луѓе да аплицираат ако сакаат и ако имаат желба да се вратат како дел од став. Не сите имаат таа амбиција. Значи во текот на кампот различни луѓе различно се истакнуваат. Затоа сме ние таму, затоа ние координаторите сме таму, затоа се таму луѓето кои работат во другите улоги, да гледат кои од тие луѓе на кој начин се истакнуваат. Да бидеме реални, не секој е доволно спремен, па дури до крајот на неделата за која трае кампот, една недела трае, да го покаже, да го покаже тоа што навистина го знае и за тоа што навистина е информиран. Некои луѓе отскокнуваат уште, верувајте или не, уште на вториот ден од кога сме ние започнале да работиме со тој камп. Некои луѓе воопшто не нема да ги приметите можеби до крајот. Значи тие се таму, но се пасивни. Слушаат, ги примаат сите дразби, сите информации, се оно што се случува, но едноставно не се доволно спремни да го покажат тоа таму. Не сакам да зборувам на празно, можеби сите тие информации ги користат кога ќе се вратат назад во своите градови, кај што живеат, во своите општини кај што живеат, но сепак од некои луѓе воопшто не гледаме, значи никакво отскокнување. Од некои навистина гледаме
феноменално отскокнување, секаква разлика, значи учествуваат, тие нас не надополнуваат со информации, со приказни, со знаење и тие некои детали и некои моменти кои ние сме таму за да ги воочиме, со цел подоцна нас изборот да ни биде полесен кога станува збор за тоа кој ќе се врати како дел од став. Покрај таа можност да се врати како дел од став, што по тој кампус, со таа една недела? Што се случува со оние кои ги препознавате со потенцијал поголем, а можеби и ќе немаат на крајот на криштата желба да се вратат како став? Обично се стремиме кон тоа, значи, освен кампот како Камп Глоу, во различни градови во Македонија да направиме клубови. Во одредени градови од државата веќе имаме постоечки клубови кои работат многу добро, некои се во процес на формирање. Тие луѓе кои немаат едноставно шанса или среќа да кажеме да бидат изберени да се вратат да работат на големиот проект како што е кампот, остануваат да работат на другото ниво кое се однесува на работа со клубовите. Клубовите претендираме да не бидат со слични содржини како што е кампот, за подоцна, например, некој од членовите на клубот ако аплицира да биде кампер, да не му биде сето тоа дежаву и веќе видено и веќе слушнато, него да си избираат своји теми на кои ќе сакаат да работат. Например, Софија како представник на овогодинешните кампери, ако одредени теми од кои сме ги обработувале, а тоа се многу, и се допаднале премногу, може таа сама да си, например, направи свој допир на таа тема и своје представување пред луѓето кои ќе бидат членови на нејзиниот клуб од градот каде што доаѓа. Но може и да направи еден вид на анкета зашто се младите девојки во нејзината околина заинтересирани да слушнат или да видат. Ние, за жал, во нашите училишта не обработуваме голем дел од темите кои ги обработуваме на камп и се стремиме да бидат. Кои се тие од прилика? Например, кога станува збор за семејното насилство, кога станува збор за волонтирање, кога станува збор за здравјето на една жена, значи како една жена треба да се грижи за своето здравје. Тие теми не се офатени во школските денови. Ние сами сме свесни, сите сме били ученици, некои се веќе ученици, значи не ќе да ги наречам табуа теми, но на некој начин и се. Други теми кои ги офаќаме се темата на стереотипи. Значи пред се овој камп е мултиетнички. Таму има луѓе од различна вероисповед, различна религија. За некој од нас беше прво искуство да се сретнеме со луѓе кои се од различна вера, различна националност. И тоа искуство е прекрасно, јас не би го заменила за ништо на светот. Јас доаѓам од Јевгелија, каде што нема можност секојдневно да се сретнам со луѓе кои имаат друга националност или друга вероисповед. За мене во далечната 2008 година беше феноменално искуство да делам соба со девојче која е од друга националност. Да имам допир со нејзиниот јазик, со нејзината религија, со нејзината култура. Затоа тие некои искуства, тие некои моменти кои можеме да ги доживееме на камп, а не учат во училиште или нашите родители дома не разговараат со нас толку многу слободно. Сигурно. Ние се погрижуваме таму да биде тоа барем во одреден дел представено на маса пред нив, за да имаат било каква слика, да можат да отидат дома и да раскажуваат на своите другари или на својата фамилија дека тие искусиле нешто такво за кој, например, нејзините другарки не би можеле да го видат или слушнат во блиска иднина. Софија, го поминавте вие кампот? Да. Така. Што ќе забележите онака како посебно од овој камп? Што ве поттикна? Каков порив добивте од тоа искуство кое го имавте? Па исто како Кики, многу ми се допаѓаше фактот што собата ја делев со две девојчиња кои беа од друга националност. Значи, пробаа да ме научат на нивниот јазик, на некои нивни обичаи и слични работи. Многу ми се допаѓаат као личности. И ги почитувам и се уште контактирам со нив како и со останатите членови од мојата група. Вие аплицирате, сакате да се вратите како став? Да. И основав клуб исто во Пробишти. Каде сакате да ви се трасира патот или во кој правец, бидејќи сега сте на почетокот средно училиште, учите гимназија или? Да. Размислувате ли што ќе биде вашето високо образование, каде ќе продолжите? Секако. Нутриционизам дефинитивно. Добро, ќе знае премиерот што да јадеме, тоа е многу важно. Здрава храна. Да, го обожавам нутриционизмот. Веќе 2-3 години константно читам книги, литература по интернет. Истражувам за нутриционизмот.
веќе имам некои идоли. Например? И, например, Тања Турунџиева. Убаво, бидејќи следното прашање беше дали може да одвоите некои женски ликови овде кај нас кои веќе се оформени како личности без оглед која е нивната професија, но се издвојуваат и условно речено можеме да ги речеме лидери во она што го прават. Убаво споредивте Тања со храната и тоа како ние нели синонимно, она што значи здрава храна и нутриционизам. Во другите области дали имате жени од Македонија кои вака ви остават силен впечаток и едноставно ве храбрат? Да, бидејќи исто така се занимавам со аматерско глумење, значи сум член во нашата аматерска театарска група и обожувам Билјана Беличанец пред се. Да се има лидерски способности и потребата да бидеш прв или да е нешто одвнатре да те тера да бидеш прв или водич на група, тоа не значи дека човек е нескромен. Значи, било кого да прашате кој ме познава баш од раните детски денови, за мене си има стекнато слика дека сум била скромно дете, а при тоа со лидерски способности. Во смисла и уште во основно училиште, да кажеме, бев председател на оделението. Кога требаше да се организираат одредени настани или не знам, групни случувања каде што требаше поголема група да партиципираме, секој пат сум била јас таа која ги превземала оние организациони задачи и не случајно, да кажеме, темпото кое сама природно како личност, како најверојатно како дете како сум се развивала, ме донесе до еден степен, до едно ниво кога одлучив 7 и 8 да ги земам во една година. Значи, сега како ќе го толкуваме потреба за истакнување или потреба за лидерство, со оглед на тоа што училиштето тогаш се соочи со една воредна состојба, кога ученик сам аплицираше при наставничкиот совет, сепак зборувам за во еден период во социјализмот, во едно друго уредување. Но со оглед на тоа што бев одличен ученик, да речеме, не наедов на пречки од страна на наставниците и советот, така што 7 и 8 ги зема во една година. И сега, може би вака наведум се коси, да си скромен, а од друга страна да имаш лидерски предиспозиции или лидерски, условно речено, да си се истакнуваш во средината, да имаш способност да повлечеш машинерија позади себе. Во периодот кога требаше да се одлучам дали ќе бидам понатаму со факултетското образование, дали ќе одам како диригент, дали ќе одам како соло пејач или пианист, но еве повторно ќе видите од психолошки аспект ќе гледаме известна доза на лидерство. Значи и тој што е како диригент поставен е центарот на каде што вниманието на оркестарот или хорот е насочено на кај него. Ако сум била оперска пејачка, центарот на вниманието од публиката ќе била насочена кај мене. Или ако сум била пианист, центарот на вниманието ќе била насочено кај мене. Значи, не случајно се избираат тој тип на професии каде што ќе има метро до 2 подигнато тло. И одбрав актерската професија затоа што е многу блиска до музичката, со тоа што актерската професија дава многу поголема доза на слобода во однос на музичката. И тука повторно ќе препознаете и во тој период, да речеме, бев во средношколските денови, бев председател на класот. Значи и тука се случи една преодна фаза кога 3-та и 4-та година ги земав во една година и така побрзо се ориентирав во однос на драмската уметност. Професијата некако ја одредуваме многу подоцна. Обично како деца си замислуваме дека ќе бидеме или учителки, или докторки, или балерини, не знам,
што се не, меѓутоа веќе кога ќе се дефинираме како личности, осознаваме што сакаме да бидеме во животот и која ќе биде нашата професија која што ќе ни биде одредена и наметната од целата ситуација. Нутриционизмот е нешто што е наука на иднината, така ја велат. Веќе во софистицираниот свет нема институција, нема индивидуа која што нема свој личен нутриционист, затоа што добро знаеме дека таа е наука која што се грижи за здравието преку храната. Жената треба да поседува љубов кон она што го работи, пред се, желба, цел и визија за се она што го работи. Без визија нема да биде успешна и без цел која што ќе биде зацртана каде што треба да стигне до таа цел која што е замислена. Пред се треба да биде трудолюбива и ризикот кој што ќе го улага во сето тоа што ќе го гради полека скалило по скалило, верувајте се исплати со успех, затоа што ако нема визија каде сака да стигне, нема ни да има цел до каде ќе стигне, а со самото тоа не може да биде успешна. Немам никакви предрасуди, значи точно никогаш не сум ги делела работите на машки и на женски, нити пак професијата на машка и на женска. Почитувам се што е со љубов создадено и направено во професијата, да се едноставно искласифицира и да таа жена стане успешна и во светот на мажите. Без разлика дали станува збор за политика или одредена професија која што е специфична, сметам дека желбата и љубовта кон сето тоа што се работи и како може да се исплати. Сметам дека прво треба да се има истраеност за да се стигне до некаде, желба да сето тоа се почитува што се работи и да има истраеност во сето тоа што ќе се мисли да се спроведе, помалку и среќа во одредени ситуации, значи да не ја исклучиме среќата, и нешто што би било водилка за она што до каде што сакаме да стигнеме. Едукацијата да не ја заборавиме, значи без разлика со која професија ќе се занимава една жена, мора да се едуцира во таа област која што сака, да прати се она што се случува во однос на професијата која што ја работи и да биде креативна, да биде со поставени цели и да си го сака тимот кој што е околу нејзе. Затоа што нема да има успех ако не почитува одредени работи кои што ја обкружуваат, како деловно, така и приватно. Вашето натура искуство од ова сето и вашето видување, што за вас значеше во животот ова искуство? Па и јас бев еднаш камперка и се вратив за втора година како каунселор и беше многу задоволство бидејќи се трудев да се од себе за да помогнам што повеќе. Бидејќи како каунселор работата највеќе што треба да ја направиме е да бидеме таму за камперите за што било, што и требало ние да бидеме. Да се снајдат. Да се снајдат и ако треба особено да разговара за нешто, кај нас да се обратат и тоа слободно и да зборуваме. И тоа беше изворедно искуство. Со многу желба работев персонално кон тоа и како камперка имав многу убаво искуство, бидејќи мислам дека како лидер прво треба да знаеш твојот живот, како да бидеш лидер на твојот живот и Camp Glow тоа го овозможува. Бидејќи те променува како личност. 7 дена звучат малце. Малку, да, тоа се го кажам. Но имаат многу голема промена во животот и кога зборуваме, и тоа беше задоволство после кампот, кога зборував со моите камперки, кои беа по моја грижа, тие ми кажуваат дека тие 7 дена има многу голем импакт во нивниот живот и промениле многу нешта. И тоа беше нешто што нас направи најсрекни, бидејќи не се зборува само за лидерство на тие 7 дена, иако тоа е поентата на сето тоа. Поентата на сето тоа, да. Добивате животно искуство кое е многу повеќе од 7 дена камп. Така. Иако да, кога ги споменеме 7 дена, доаѓа како оние нели кои ги читаме прирачници во 7 чекори, успешни, срекни и така натаму, подобрете си го животот и бидете поздрави и така натаму, понасмејани, но сепак очигледно вие имате таков
начин во кампот кој тоа како силно влијае и ќе повлијае за тие 7 дена? Кај мене тоа имаше многу големо влијание. После тие 7 дена, иако и од пред тоа бев активна во многу нешта, после тие 7 дена можев да бидам да верувам во себе уште повеќе и да правам уште повеќе. Каде се гледате вие себе си во иднина? Па во иднина што посакувате да ви се случи? Како што се стремите? Па се стремам код успех, да бидам задоволна во тоа што ќе работам. Како студент сега во архитектура, сигурно мојата желба е да станам архитект некој ден, но најубавото нешто би било јас да ја работам таа работа со задоволство. Сигурно. И како лидер, мислам тоа ми овозможи да верувам повеќе во себе и сите проекти, бидејќи лидерството и во архитектура може да се имплементира. И мислам дека ќе имам такви добри бази за во иднина. Оно што сега се случува со да им дадеме подетални информации, можеби наследниве девојки кои сакаат да се пријават и да бидат дел од кампот, дека следуваат сега можности за аплицирање, колку што разбрав, во периодов? Каде може да го сторат тоа? Да зборуваме за аплицирање за камперите, тоа обично се дешава после Нова година. Сега ни е приоритет да го обезбедиме позициите на стаф кој ќе работат, значи во процес сме набирање на нови координатори кои ќе работат рамо до рамо со Ледора и останатите две Имаат период на обука тие волонтери? Да, тие и покрај тоа што го поминале кампот. Сега што ги селектираме се новата група дојде ни во државава, пристигна групата 18, после групата на Ледора. Тие веќе се доволно информирани што е ГЛОУ и како ГЛОУ работи. Имавме преголем одзив на луѓе кои сакаат да се пријават како да бидат дел од координаторите. Првично се бираат координаторите, потоа следува бирање на улогата на тура и останатите членови. И после Нова година, некаде околу февруар месец, се случува апликациите за камперите. Тие обично се онлайн и вршиме голем број на промоции преку Facebook, како најактуелна социјална мрежа, имаме своја веб страна, исто така и преку пренесување на информациите во околините кај што живееме, доколку таму имаме представник поранешен од камп, кој присуствувал на камп. Колку пати во текот на годината се случуваат? Тоа се случува само еднаш. До сегашниот број на апликации е 300 девојчиња аплицираат, но за жал само 80 можеме за сега да таков не е капацитетот, само 80 можеме да примеме на еден камп. Работиме на експанзија на кампот, затоа ни требаат простори и места во држава, згради поголеми кај што ќе можеме да го направиме тоа. За сега немаме. Апел за простор. Ако доколку некој поседува поголем простор кај што можеме на пример да собереме до 100 девојчиња плюс 40 луѓе од стаф, слободно нека најде наш контакт, ние ќе бидеме пресреќни ако можеме да го доведеме кампот до експанзија. И едноставно да се пробаме ние сами како би функционирале една недела со 100 девојчиња наместо со 80. Тоа ни би било големо. Селекција, да, супер. Мислам дека па и би можело да се најде. А првичната селекција од бројот на пријавени до тој број кој ќе може да бидат влезени девојчиња во кампот, ја прави кој впрочем? Тоа се прави со индивидуални интервјуа по градови. Ние одредуваме луѓе кои се дел од мировниот корпус или луѓе кои веќе биле дел од стаф или луѓе кои биле кампери, кои веќе имале допир со тоа што е ГЛОУ и како таа една недела на тој камп изгледа. Интервјуите се многу битни, има одредени прашања кои се поставуваат, пред се внимава на тоа на девојчињата колку се слободни со зборување на англискиот јазик, бидејќи мора да напоменеме дека целокупната недела дена се зборува строго на англиски. За да може да има основна комуникација помеѓу различните јазици кои ги зборуваат девојките, бидејќи пред се мултиетнички камп. На друго што се внимава е колку се девојчињата комфорни со тоа да бидат во допир со тој мултиетнички факт кој постои на камп. Тие се едни од и колку се тие сами битни, мислам, спремни да бидат и да присуствуваат далеку од мама и од тато една недела, бидејќи имаме голем број на случаеви каде девојчиња за прв пат одат некаде на едно неделно престојување без своите родители. Ледора, има ли жени лидери, предиспозиции за жени лидери во Македонија? Absolutely. Women leaders come from anywhere. They look
any way, take any shape or form. And I think what makes a leader is what's more important. And I've definitely seen that at camp. You know, when you think about a leader, you think of major figures, public figures, right? But when I think of leader, I think more of characteristics of what a leader is. And that is, one, confidence, and two, ambition, drive, motivation. Do they have the willingness to see a change where they are? You know, those are things I think about, and I see that in young ladies at the camp, and I see that in women everywhere I go. So absolutely, absolutely. Да, има потенцијал кај македонските жени, разбравме според искуството на Ледора, дека не е важно од каде сте, туку е важно колку ги имате оние карактеристики кои се битни за да бидете лидер. Пред се нели самодовербата, потоа желбата да бидете некој, да едноставно имате мотивација да направите нешто. Така да сигурни сме и според искуството на Ледора дека и тоа како има кај нас потенцијал за жени лидери. Често пати не поистоветуваат со представници на феминизмот. Да, во неколку наврати имам добиено не е тоа поентата, да. Не е тоа поентата, а и имам смелост да кажам дека доколку феминизам според некој е тоа што јас верувам во луѓе како што се Софија и Натура, и верувам во тоа дека нашите млади девојки имаат потенцијал да бидат лидери и да го покажат тоа што знаат. Со задоволство би била припадник на феминизмот и со задоволство уште многу години би го организирала овој камп. Да. Но сепак различни се. Да. За волја на вистината, работите кои сега ги споредуваме, сосема различни, одека зборуваме за нешто и за тоа ми беше драго да бидете дел од емисијата Тунел, да покажеме дека не се во мрачна, да речем, метафорички кажано, состојба да се наоѓаат во тунел младите девојки доколку не знаат што со себе или едноставно имаат проблем со самодовербата, дека има светла точка и дека треба да се веруваат во себе и да во вакви ситуации остават простор да им се помогне или едноставно веруваат во тоа дека здружувањето на овој начин, прифаќањето на вакви кампови може само да ви помогне и дека тоа ќе влијае многу на самодовербата и на одлуките понатаму кои ќе ги носат во животот. Ние овде не седнавме да зборуваме конкретно за тоа дека ние сме најумни, дека жените се поумни од мажите, далеку од тоа. Не беше тоа поентата на емисијата, туку едноставно ова е поддршка на младите девојки да им се помогне да си го трасираат патот и да малку повеќе работат на самодовербата, што сметам дека е од многу големо значење за еднината на секој од нас, се разбира и за еднината на оваа држава. Апропо премиеркава една што имаме овде, па потоа. Да, тоа се идните, значи целите, животните цели на секој човек, да ги освести кои се неговите вистински животни цели. Како се гледа себе си не само после завршување на средно образование или факултет, него како се гледа себе си кога веќе ќе биде остарен, кога ќе биде изнемоштен, што гледа околу себе и како се доживува себе. Дами, ви благодарам многу за вечерашното гостување. Бевте исклучителни вака податливи со информации и верувам дека ја разбудивме едноставно ете така. Малку повеќе свеста кај некој од посебно девојките кои не гледаат на таа возраст, Софија, на твојата, ќе ти посакам среќа во пронаоѓањето на и се разбира реализирањето на твоите идеи и цели. Ќе ви посакам многу среќа со кампот и во следните години, нека излезат вистинските жени лидери. Се разбира среќа, пестујшес Ледора. И се разбира сето она што вие како го правите организација условно речено и оние проекти кои ги имате, тука сме да ги поддржиме и кога зборуваме за емоционалната интелигенција и тоа како од големо значење во секојдневието на една индивидуа. Уште еднаш ви благодарам во некоја следна прилика со разговор во Тунел. Благодарам.